Во екот на пеколните гориштини Гостивар се уште е без вода за пиење. Од чешмите во домовите на гостиварци тече вода што не смее да се пие. Може да се користи само за технички потреби, за бањење, перење и миење садови. Граѓаните речиси 20 на денови ја гасат джетта со флаширана вода што секојдневно ја подигаат од пунктовите каде што се донира или се приморани да си купат. И додека гостиварци очекуваат исправна вода за пиење и готвење, надлежните интензивно вршат хиперхлорирање на водоводниот систем и секојдневно земаат мостри за анализа. Но никако да се постигнат 3 последователни испитувања, кои ќе покажат дека водата може и да се пие. Од кризниот штаб велат дека последните информации покажуваат дека во водата се уште се присутни бактерии. Иако не станува збор за фекални бактерии, тие ја прават водата небезбедна за употреба како питка. Здравствените власти информираат дека епидемиолошката состојба во градот е стабилна. Намален е бројот на луѓе кои побарале лекарска помош. Во текот на 2 август се регистрирани вкупно 84 први прегледи, што е за 27 повеќе во споредба со претходниот ден, кога беа евидентирани 57 прегледи. И покрај дневното зголемување, бројот на прегледи останува значително понизок во однос на пикот од 18 јули, кога беа регистрирани вкупно 649 прегледи. По бактериската епидемија во Гостивар, епидемиолозите предупредуваат дека следува бран на вирусни инфекции меѓу нив и жолтица. Тие апелираат граѓаните да бидат внимателни при појава на симптоми, како силен замор, гадење, покачена температура, темна урина или пожолтување на кожата и очите. Се гледа дека хидричната епидемија е при крај, но во бактерискиот дел. Говориме, бактерискиот дел, затоа што прво секогаш манифестациите на симптомите идат од бактерискиот дел, бидејќи има кратка инкубација, инфективна доза огромна која ја примаат и симптоматологијата е многу бурна. Сега што треба да очекуваме дека покрај тоа ќе ни се јават и вирусниот дел, значи вирусната компонента на инфектот, бидејќи според премиерот Христијан Мицкоски, властите прават се што е во нивна надлежност и Гостивар е на чекор да добие бактериолошки исправна вода за пиење. Според него процесот е во завршна фаза, а многу наскоро граѓаните ќе можат без страв да ја пијат водата директно од чешма. Проблем што со години беше секојдневие за илјадници семејства. Според надлежните конечно треба да стане минато. Доколку најавите се исполнат, Гостивар по долг период ќе добие трајно решение за еден од најголемите комунални проблеми во градот.